Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве ни ова недела со нашата и ваша емисија за земјоделците, која е секој петок во наш редовен термин во 21 часот. А репризата на емисијата е во недела во 12 и во среда во 14 часот и 30 минути. Денес сме со 20-тиот ден од март месец, значи недела уште само ден 2 од календарскиот почеток на пролетта, а ние веќе цели 28 дена имаме пролетен амбиент со максимално цветење на овошките и покрет на вегетацијата. Тоа нас не збунува и не случајно и ова недела ќе одиме со освртот за времето како прв прилог во ова наша емисија, што и кое време го имаме, колку е поранување на вегетацијата и што предвидуваат хидрометеоролозите со на долгорочна прогноза. Имаме своје видување за состојбите на теренот. Ни случајно не се како што треба, бидејќи неизвестноста е голема кај земјоделските производители. Имаме прилог, бидејќи е почеток на вегетација, со кој движењето почна, виновата лоза веќе скроена, имаме на вистина согледување од теренот дека виновата лоза од година на година страда од одредени болести. И имаме еден таков прилог се за виновата лоза, каде што ќе биде опфатена еската како една опасна болест која се шири кај виновата лоза и кај лозарите може да предизвика големи штети. Тоа се воглавно со држините со кои ќе се дружиме. Доколку сме интересни, следете не, ни одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Рековме недела само 2 дена од календарскиот почеток на пролетта, кој нешто во своје време беше еден симптом на почетокот на вегетацијата. А ние минатата и оваа година посебно, тектонското пореметување обуслови да ние бидеме и стручните лица, и производителите, и оние агрометеоролози експерти изненадени по она што се случува со времето. Ние имаме веќе 20 до 25 дена поранување на почетокот на вегетацијата. Значи, скоро сите сензибилни видови се во фаза на полно цветење, кое нешто се случуваше на крајот на април и мај месец. А ние имаме сега цветење, а најавата, која ни случајно не радува, дека ќе имаме веќе при крајот на март одреден ладен бран со ниски температури и вториот, уште полош, ќе биде тука во првата половина на април. Дали тоа ќе биде така? Тоа се предвидувања, останува да видиме. Но годините што се зад нас не предупредуваат дека такви случаи се случува да ние во фаза на сокодвижењето, на цветењето, на оплодувањето и почеток на пораст на плочињата, да имаме температурни минусни температури и да имаме уништување на оние првични култури кои први цвета. Тука е кајсијата, тука е бадамот, тука е праската, тука е сливата, тука е јапонското јаболко, тука е калинката и така натаму. Тоа минатата година сите бевме свесни колку многу се изгуби
по однос на принос од таквите култури кои ги предизвикаа ниските температури. Ние мора да кажеме, овие тектонски пореметувања веќе се евидентни и се усталуваат во овој регион. Тоа што не беше случај, сега е, бидејќи ние имавме зими со добар снег, со добри врнежи од дожд, и пролетниот старт беше секогаш енергичен, квалитетен и таквото нешто традиционално производителите го спроведуваа и беа добри производители. Сега имаме со тектонското пореметување прво поранување на стартот на вегетацијата, немање на никаква температура, снег немаме видено веќе 2-3 години, и врнежите од дожд кои лани многу недостасува, сега имавме одредени врнежи кои овие температури сега ги абсорбираа и ние пак имаме потреба од врнежи од дожд. Иако акумулациите се на едно завидно ниво, квалитетно, и таа состојба хидроложка е за сега добра, но пред нас е долго топло лето, каде што водата ќе биде и како насушна потреба за развој на вегетацијата и за производство на било која култура. Со еден збор, ние имаме веќе евидентно пореметување на времето која кај производителите предизвикува одредена неизвестност по однос на тоа да посади култура, да дојде ниската температура, да му ја уништи. И сега се во двојба, дали да посее, дали не и така натаму. И што е значајно, тоа што го реков да го потенцирам, значи имаме најава дека при крајот на месецот, а тоа е за 7-8 дена, ние ќе имаме ниски температури под нулата. Сега има двојба една, колку таа ниска температура време ќе се задржи под нулата, која ќе биде кобно за растителните видови кои се во фаза на цветење или плодообразување. И тоа е крајот на март и вториот ладен бран се очекува во првата половина на април, кој ќе биде многу по-кобен, со пониска температура, а со поголеми можности за мрзнење, бидејќи до тогаш ќе имаме веќе развој и цветење на голем дел на култури и нивно потарување. Сето тоа го прави времето, земјоделскиот производител да не се чувствува сигурен, бидејќи времето како фактор, ние секогаш во овие наши едукативни емисии збориме дека времето е непредвидлив фактор према кој сакал или не, земјоделскиот производител мора да се прилагоди, бидејќи катастрофите се неминовни, штом растението тргне, а температурата дојде под нулата, тук имаме оној познат чин да водата под минусните температури ја менува агрегатната состојба во цврста и тука нежниот цвет кој е во фаза на цветење или младото плодче кое веќе е оформено, кое е преку 80-90% вода, тука тоа одма мрзне, бидејќи водата ја менува својата агрегатна состојба и тука се настануваат оние катастрофални штети за земјоделските производители. И таа долгорочна прогноза која се зборува, точно нагласува можноста за такви два стреса со ниски температури. Дали и колку тие ќе се остварат,
што е наша желба да не се остварат, бидејќи вегетацијата е веќе тргната, тоа ќе биде адут за секој земјоделски производител. Ако се случи тоа, тогаш ќе имаме поголеми штети отколку минатогодишните за кои сме сведоци. Кајсија буквално немаше, калинка немаше, јапонско јаболко немаше, јаболкото во Преспа исто така немаше, сливата во Делчевско и така натаму. Сето тоа е завод на времето. И затоа ние збориме, сакал или не, земјоделскиот производител мора да се прилагодува према времето и на тој начин да екзистира и го користи полното време. Како тоа време се одрази врз одгледуваните култури? Ние мора да кажеме дека Гевгелиско-Струмичкиот, Валандовскиот, Богданскиот регион, примерно Струмичкиот регион, веќе од минатата недела почна со зелката како пролетна прва берба. И солидна цена од околу 50, 55, 60 денари. Тоа е факт кој радува, а тоа е исклучива заслуга на поволното време кое го имавме во јануари, февруар месец, топли периоди, каде што зелката напредуваше и оформи добра глава. И сега се случва она традиционална повреда на земјоделските фамилии од страна на трговската сфера. Што тоа значи? 1-2 дена беше 60-55 денари, веќе во текот на вчерашниот ден се размислува да се намали на 40, 30, 35 и така натаму, а тек е почетокот на берба на зелката. И тука се гледа она алчност, она една некоректност од страна на трговската сфера, која во тој период, наместо да му даде денар повеќе на производителот кој мачеше цела зима да дојде до готов производ, тука има тенденција кон паѓање на цените на тие производи. И нивниот адут, тоа е политичко-партиски, политичко-трговски адут, пазарот ја диктира цената, а не дека тие го љуштат производителот. Ако за зелката збориме дека е таква состојбата, кај љутата пиперка, која во Банско е доминантна, и се бере од почетокот на јануари месец, благодарение на таквите поволни климатски услови кои ги имавме, ние имаме видливо добри резултати од остарувањето кај љутата пиперка. Посебно оние производители кои имаат топла вода како компаративна предност по однос на одгледување на пиперката, бидејќи пиперката сепак сака висока квалитетна температура, сончев зрак кој го имавме ние и јануари, февруар и март месец. И таквото нешто обуслови да голем дел од тие производители се крајно задоволни од остварените резултати во производството на пиперка. Кога збориме за градинарските култури, мора да кажеме дека онаа што го прави земјоделскиот производител. Сега гледаме голем интерес за куртовската капија, голем интерес за одгледување на домати. Тоа е факт кој радува и каде што производителите треба да ги слушаат директивите како и на кој начин да им биде подпомогнето и гарантирано производството со стандардите и производството со цена, која е најзначајна работа, каде што најмногу се манипулира и се уништува трудот на земјоделската фамилија, девалвирајќи го со некои цени кои не вредат. Ситуацијата која следиме од теренот, а секој дневно сме со земјоделските производители, имаме надеж, ако не паднат ниски температури, да ова година, со она што имавме врнежи од дожд
и со поволното време да имаме успешна година. А тоа е навистина факт кој радува, бидејќи таквото време, без оние ексцесно ниски температури, да производителот представуваат адут да порано излезе со поквалитетно производство на пазарот. Сега останува производителот да го следи времето, да ги следи стручните нападствија по однос на постоеќите устови кои се итекако важни и да успее во производниот процес. Инаку, импулсот од теренот по однос на производството, морам да го кажам тоа, дека се чувствува она анемичност што пролетта секој беше заменета со една раздвиженост, една функционалност и една активност на земјоделските производители по однос на сите оперативни работи во земјоделието. Денот е веќе 12 часа зголемен и има мегдан за работа. И тука производителите, голем дел од нив, професори, што да произведувам, за кого и која цена ќе ми ја даде. Тука оној недостаток на трајната стратегија за развојот на аграрот, да земјоделскиот производител биде земен во предвид како творец на храна во државата. Но, мораме да го кажеме тоа, со осамостојувањето и она најкоруптивна, најцрна и најтрагична приватизација извршена од поединци кои денеска ги оживаат бенефитите во државата, тоа мора да следи одговорност и мора да се тоа ревидира во однос на окрупнувањето на земјоделието кое беше во комбинатите со по 3000 вработени и каде што се произведуваше храна. Со нечестната приватизација успеа сите комбинати да ги точно расформира и сега слушаме пак некаква иницијатива дека субвенции ќе добијат производители кои ќе имат поголеми површини и така натаму. Тоа се навистина некоректни работи, бидејќи окрупнувањето на комбинатите беше еден многу квалитетен чин, каде што требаше да се организира и да се задржа работоспособното население. Наместо тоа се створија неколку газди во Македонија, пихтијато се растворија, комбинатите се распаднаа и преку 70% од квалитетната работоспособна работна рака ја напушти земјата. Тоа мора да го знаат оние луѓе кои треба да го знаат и да не се фрлаат такви нечестни действија во етерот. Деме ќе дојдат странски инвеститори, ќе се запостават 5000 нови вработени, а ние имаме сега, човек вчера дојде од Банско, професоре, не можам да најдам човек за берба, да ми бере пиперка, 2000 денари му давам дневница, немам луѓе, млад човек да бере пиперка, вика до 12 сато доручок, ручек ќе му даде и 2000 денари и нема човек, вика да најдам за да го работи тоа, да ја бере пиперката, само ја стави во вреката. Тоа се случува и во Кавадарци. При бербата на грозјето нема работна рака. Ние збориме странски инвеститори и 5000 нови вработени и така натаму. Тоа се фрлање на прав во очите на луѓето, каде што честноста треба да биде на прво место. Ние мора да ги вратиме, да го окрупниме земјоделието и да се вратиме по ние стази, да бидеме квалитетни производители на храна, бидејќи ги имаме адутите, што често пати во емисијата ги зборам, дека имаме 275 светлосни дена, дека имаме типна почва,
кој раѓа, дека имаме трудолюбиви земјоделски производители, доколку биде мотивиран, ќе ствара храна. Таквото нешто, оние луѓе кои се задолжени за тоа, треба да го препознаат тоа, треба да го мотивираат тоа, и тие површини кои се даваа за фотоволтаици, а првокласна земја, или за овие разни градежни објекти на првокласно плодно земјиште. Тука треба поединецот кој дал подпис да одговара, бидејќи земјата која ствара храна никогаш не смее да биде узурпирана со цемент, се цементира судбината на државата која ќе биде зависна од увоз на храна. А таа земја која е валидна, која не треба да се цементира, таа трајно ствара нов производ, кој производ вреди со сонцето и со земјоделскиот производител, вреди бидејќи држава која ствара храна за себе и извезува, таа држава е сигурна држава. Само треба да ја земат луѓе кои имаат духовност македонска, кои имаат креативност и визија за развој на тоа парче земја, да биде најголем и најквалитетен производител и извозник на храна за европскиот пазар. Тогаш Европа нема да ја гледа ни Грција, ни Бугарија, него ќе каже за Македонија има место во европската заедница. Зошто? Затоа што толку илјади тона дава храна за европските земји кои се по на север. Наместо тоа, ние имаме политиканти, имаме на вистина коруптивни действия, исклучиво инкорпорацијата на политиката во стопанството го уништи оној чин што земјоделието беше и како доминантно по однос на обстојбата на државата. Но ние за тоа нема повеќе да збориме, бидејќи има кој да размислува за тоа. За Македонија единствен излез е посветување внимание на аграрот и добивање на храна која ќе биде за нас, а не да даваме уште милијарда или 200 за следните неколку месеци пак за увоз на храна, него да имаме извоз на храна. Тоа го може Македонија само со добро реорганизирање и со духовни луѓе кои треба да ја поведат државата. Ние во најавата рековме дека голем дел од земјоделието во Република Македонија стратешки виновата лоза е меѓу првите и доминантните. Едно Кавадарци, едно Неготино, една Беле Серешти, една Струмица, Гевгели и така натаму. Сегде виновата лоза игра своја улога и сме добри на европскиот пазар. Кавадарци добива златни медали и така натаму. Ние имаме согледување дека секоја година кај виновата лоза се јавуваат одредени болести, каде што институциите кои се во една целосно латентна форма воопшто не подпомагаат на лозарството и во самиот процес на производство, тие новини по однос на болести, по однос на асортимент за европскиот пазар, тоа треба институциите да го работат. А институциите се целосно замрени и чекат само од буџетот средства од грбот на производителот. Тука треба исто целосна рехабилитација и воведување и обврска на институциите да се интересираат за производителите на грозје. Ние во оваа емисија направивме во лабораториски услови еден чин на наше видување за виновата лоза. Да не должиме, предлагам доколку реджијата спремна да го погледнеме. Денес со еден директно слободно актуелен проблем за лозарството во Република Македонија. Бидејќи знаеме дека
на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто. Поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг, нов, актуелен проблем, кој од недела на недела голем дел лозари велат: професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш, колабираат со секрозие и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад. Некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја мешаат многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза: професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш беа повенати со секрозие и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, онаа врнежиот дожд, па сушен период, кој е нешто го ите како имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден опсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекој ги зима од тука, по 0,5 цент или како беше, па од таму ни враќа готови калеми со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите, каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја пудуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, еве, таа е всушност, тој е причинителот, стериум хирситумот, во една форма каде што за некој представува како
Да, али не е важно. Мрчокотот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растението, кое треба да дотира храна. Растението горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува онај револт. Ние во насадите, еве ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е сликата која можеме да ја видиме во многу насади. Еден чокот овде, еден тука, еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат. Значи, ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калените, вертицилиумот, еутипата и овој хумофлора фасциаре. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растението. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги, имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци неврни дожд, имаме екстремно влажни периоди како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Всушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам, оние насади кои немаат сертифициран и квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на габата, второ со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата. И габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето.
и неквалитетно калусирање на спојните места кај калемите и тука имаме едно некомплетно спојување каде што гавата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел и сето тоа таа одбрза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе гавата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде, и тука имаме ние еден чуден процес, каде што гавата пушта, излачува ферментот оксидаза, кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната на дотација на горните делови и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами, таа хронична форма, значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел од производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања, тука од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема. И таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно, со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза, кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад кој е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот. А тука тој ова недела бе фрапиран, кога од Неготино ми дојде човек, вика: професоре, имам преку 160, друг ми вели преку 250 чокоти,
целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да засева тек калем, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен калем. Ние веќе мора да кажеме на вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која делот, поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било тек од каде од друго место да ни даваат калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток, значи патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било каде, значи патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, а он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хавари и губења, неминовно е да имаме ние здрав, цертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи ги има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција, каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во правите моменти, почетокот на вегетацијата, тој фактички го санкционира секако можно инфективно делување на еската,
заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно стручно применување. Прво има превентивен квалитетен чин на чистење и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес, што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но ние ќе се поврзаме на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука на вистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. Са еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што стерион хирситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво има и фомопсисот. Знаеме го фомопсисот што се прави и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чокотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и еутипиелата, и стерион хирситумот. Тоа е значи делување на комплекс на патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, кое ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега сознание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најде начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската, ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза точно во овие периоди кога е таа во фаза на плодоносење.
Тоа е нормално наше видување, кое е пред се објективно, импулс од теренот, за кое нешто предупредува дека од година на година еската и другите болести полечкано сигурно се шират. А за тоа треба институции со стручно спремни луѓе кои ќе го почитуваат и пратат теренот за да се санкционираат таквите болести. Доколку имате одредени проблеми со еската или со било каков проблем кај виновата лоза, можете слободно да се јавите, сме на располагање да во наш домен на можности помогнеме за решавање на проблемите кои ги имате кај виновата лоза. Тоа беше се што успеавме да припремаме за денес. Ви благодариме на вниманието со кој не следете. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.